Јавниот превоз во главниот град е редуциран поради недостиг на гориво за автобусите на јавното сообраќајно претпријатие Скопје. Во Скопје се обраќаат само 25 автобуси. За попладнево е свикана и вонредна седница на Советот на град Скопје, а дел од партиите нудат решенија и бараат оставка од градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска. Проблемот со јавниот превоз кулминираше вчера кога поради недостиг на гориво, најголем дел од автобусите беа паркирани во базите на ЈСП Скопје, во Автокоманда и Ѓорче Петров. Африм Муча, председател на независниот синдикат на возачите во ЈСП Скопје, вчера вечер изјави дека состојбата е многу сериозна, дури и алармантна, бидејќи, како што рече, речиси 70% од возилата се паркирани. Според приватните превозници, за да биде во целост исполнет зимскиот возен ред по одлука на Совет за линиски превоз на патници во град Скопје, потребни се 352 автобуси или со резервни вкупно 444 автобуси. Наведуваат дека во моментов на дневно ниво недостасуваат од 160 до 200 автобуси. За утре се најавени јавни протести поради состојбата со превозот во градот. Градоначалникот на општина Шуто Оризари Курто Дудуш ги повика сите жители на протест. А со барање за нормализирање на јавниот превоз излегоа и студентите од Универзитетот Свети Кирил и Методи, кои најавија дека ќе се приклучат на протестот ако не се реши проблемот со јавниот превоз. Од Државното јавно обвинителство денеска соопштија дека ги следат сите информации во врска со јавниот превоз во Скопје и дека веќе се дадени насоки на Управата за финансиска полиција да ги испита постапките за јавни набавки на мазут за потребите на ЈСП. Дел од партиите излегоа со предлози како да се надмине проблемот со јавниот превоз. Дел бараат оставка од градоначалничката Даниела Арсовска. Од град Скопје одговорноста во врска со кризата што настана во јавното сообраќајно претпријатие кое остана без нафта ја префрлаат на советниците на ВМРО ДПМН и на директорката на Бирото за јавни набавки, поради поништената постапка за набавка на гориво за автобусите, додека од Бирото за јавни набавки информираат дека јавното сообраќајно претпријатие избрало неприфатлива понуда за најповолна. Градоначалниците на збратимените општини Карпош и Тиват, Стефчо Јакимовски и Желјко Комненовиќ, вчера подпишаа меморандум за соработка во областа на образованието. Станува збор за официјален документ со кој основните училишта од Карпош, Димо Хаџи Димов и Петар Попарсов создадоа правна рамка за соработка со основното училиште Драго Миловиќ од Тиват. 4 члена делегација од Карпош, предводена од градоначалникот Јакимовски, член на Општинскиот совет Александар Илиевски и директорите на основните училишта. На покана на градоначалникот на Тиват Комненовиќ денеска присуствуваа на манифестацијата за одбележување на деновите на оваа црногорска локална самоуправа. Препознавајќи ги и бенефитите на оваа меѓународна и меѓуопштинска соработка за промоција на училиштата, логично е дека од неа ќе произлезат и низа иницијативи, какви што се размината на практики за училишни и вонучилишни активности. Во таа насока се отвора можност за изработка на заеднички програми на наставници и стручни соработници, како и организирање на заеднички истражувачки активности на основците, наставниците и стручните соработници, велат од општината Карпош. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски утрово одржа брифинг со новинари каде што се разговарало за актуелните тековни, но и за следните предвидени проекти во општината. Герасимовски информираше дека општина Центар е најтранспарентна општина која што секогаш е отворена за соработка со медиумите и граѓаните. Со новинарите и медиумските работници имаме одлична соработка. Нашата пракса е секојдневно да комуницираме со новинарите и сите прашања да ги одговараме во најбрзо време. Во општина Центар работиме одговорно, транспарентно и домаќински, изјави Герасимовски во изјава за медиумите по завршувањето на брифингот. Првиот човек на Центар посочи дека буџетските средства кои што ги има општината во моментов истата ги немала никогаш, а тоа се должи на доброто менаџирање според него. Нашата општина е поразлична од останатите општини, затоа што го слушаме ставот и мислењето на сите советници. Потоа сите проекти во советот ги гласаме едногласно, истакна Герасимовски. Вчера во 17 часот полицијата го уапсила 31 годишниот СК од село Средно Конјари, Скопско, имено при претрес на неговото возило БМВ извршен со судска наредба. Биле пронајдени одземени автоматска пушка, пиштол, чешка зброевка, еден карабин со оптички нишан и куршуми.
По целосно документирање на овој случај, против лицето ќе следува соодветна пријава, велат од Министерството за внатрешни работи. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски на денешниот брифинг со медиумите информираше дека градот Скопје кочи капитални проекти во општина Центар. Првиот човек на Центар како пример ја посочи катната гаража во Капиштец, за која има издвоено средства, но не може да се почне со нејзина реализација поради негативни мислења од страна на градот. Од страна на градот, капитални проекти ни се кочат, за кои што се направени проекти. Ставени се во програмата, одвоени се буџетски средства, а добиваме негативни мислења од страна на градот. Конкретно можам да посочам еден од тие проекти е монтажната гаража во Капиштец. Проект кој досега требаше да се реализира, но за жал по трет пат добиваме негативен коментар од градот и не можеме да го реализираме. Причината е отпочнување на реализација на булеварот Македонија. Булевар за кој што се зборува децении наназад, кој почнува од Лимак па оди се до Карпош. Станува збор за булевар кој треба да има една голема експроприација, истакна Герасимовски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја